Во Галатјаните 4 глава, 4 до 7 стих вели: а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да го примиме посинувањето. Одново зборот посинување. Вели, а бидејќи сте синови, Бог го испрати во вашите срца духот на својот син, кој вика Ава, татко. Затоа не си повеќе роб, туку син. А ако си син, тогаш си и наследник на Бога преку Христа. Амин. Хујос, тоа е грчкиот збор кој што се употребува и што значи целосно израснат, возрасен син. Во духовна смисла ова би значило како на пример кога некој е син на голем газда и нели веќе пораснал синот и татко му го праќа во фабриката. Синот кога ќе се појави таму во фабриката, значи поразлично, поинаку од вработените кои што се во таа фабрика. Тој оди проверува дали се е во ред, дали машините работат, дали работниците се на работно место, покажува и интерес, се грижи, свесен е за беспотребно запалени ламби, па ги гаси ламбите, оди после секој оден од нив, ги гасне, свесен е за непотребните трошоци и слично. Зошто? Зошто го прави тоа? Бидејќи тој син е свесен дека треба во иднина да го наследи бизнисот или фабриката и сето тоа кое што татко му го дава. Светиот Дух сите нас не уверува дека сме израснати синови и дека Бог ни дава наследство. Светиот Дух не сврзува со Христос и го подготвува нашето срце да можеме подлабоко да го искусуваме Бога како наш татко. Со таква врска да имаме однос кон Бога, како татко наш. И Бог е најзадоволен кога ќе му се обратиме со татко или ава, оче, бидејќи ние сме синови Божји. И покрај сите имиња кои што Господ ги има, како Елохим, Јахве, Ел Елион, тој сака да биде препознаен како татко, а тоа е името кое што Исус нели го објави и тоа го кажа во Евангелие по Јован во 17 глава кога се застапуваше за нас и се молеше ноќта кога беше предаден. Значи начинот на кој што ние сме водени од Светиот Дух е преку овој однос на посинување. Тоа е сведоштвото кое што ти го носи само Светиот Дух. Ти не можеш да имаш увереност дека си Божјо дете, дека си Божји син и ќерка, ако го немаш Светиот Дух. И затоа многу луѓе живеат се уште отфрлени иако знаат за Христос. Се уште ја немаат развиено таа длабока врска со Бога, бидејќи посинувањето го нема, а посинувањето и сведоштвото за тоа дека си Божјо дете ти го носи Светиот Дух. Затоа е неопходно да бидеш крстен во Светиот Дух.